Расцутените јаболкници во преспанското село Езерани најавуваат богат род оваа година. Освен овоштарството, природата околу Преспанското езеро им нуди на селаните можност за развој на еколошки туризам. Меѓутоа, на ретките видови растенија и животни во Националниот парк Езерани им прекосат прекумерената употреба на пестициди и отпадот од овоштарниците. Ако не употребуваме, одма ќе се заразат лисијата. Мештаните велат дека ги прскаат дрвјата и до 20 пати во годината. Тие се свесни дека ги загадуваат околината и водите, но велат дека ако имаат стручна помош од агрономи, спремни се да ја намалат количината на отровни препарати. Претежно по аптеките што купуваме, тие даваат едно мислење што да прскаме, како да прскаме, со што, како. Така. Голема река се влева во езерото и се смета за негов најголем загадувач. Реките и крајбрежниот предел се затрупани од диви депонии од амбалажи, пластични кеси и скапани јаболка. И порано беше кај да идиш надолу, према езерото надолу, према колекторот, милина беше да седиш негде и да се треба чисто, сега е се загадено. Според податоците на UNDP, во Преспанскиот регион 70% од населението се занимава со земјоделство, а годишно се користат околу 65 тони пестициди и се фрлаат 15 тони земјоделски пакувања и 10.000 тони скапани јаболка. Тоа причинува еутрификација, процес при кој се создаваат токсични материи кои го уништуваат водниот свет во езерото. За да се подобри состојбата, UNDP спроведува проект да се намали употребата на пестициди и вештачки ѓубрива, а скапаните јаболка да се преработуваат во органско ѓубриво. Скапаното јаболко кое досега завршуваше на дивите депонии покрај Преспанското езеро, од сега натаму ќе се преработува во новата компостара. Со тоа, земјоделците ќе може да го користат како органско ѓубриво на нивните ниви. Со проектот се предвидува да се подобри еколошкиот статус на Преспанското езеро, но и стотици селани да заштедат пари ако користат современи методи за наводнување, ѓубрење и фрлање на земјоделскиот отпад. На тој начин, земјоделците ќе имаат придобивки, ќе се развие екотуризмот и загрозените растенија и животни ќе добијат шанса за преживување.